Комуналното јавно предпријатие Водовод брзо реагира по реакциите на одредени граѓани за проблеми со кои што секојдневно се соочуваат, а се во доменот и проблематиката на предпријатието. По реакцијата на граѓаните и искажувањето во јавноста за неисчистениот простор пред хотелот Центар, по реакција на локалната самоуправа, КЈП Водовод веднаш интервенираше и го исчисти просторот кој што беше претворен во вистинска депонија и опасност од ширење зарази. Слична ситуација имаше и на просторот кај бараките кај пазарот во Кочани, при што по реакцијата на граѓани, за што информираше и Канал 8, предпријатието и локалната самоуправа ги санираше така наречените јавни тоалети во овој дел од градот. Иста ситуација е и со чистењето на места и мини депонии во периферните делови од градот, како и во централното градско подрачје, за кој што предпријатието имало дојава и реакција од граѓани, како и интервенцијата на предпријатието по реакцијата на граѓани за долгогодишниот проблем со поплавите во подрумските простории кај зградите во централното градско подрачје. Од Водовод велат дека со ваквата пракса да бидат во целосна услуга на граѓаните ќе продолжат и во иднина, а ќе воведат и посебна телефонска линија за пријавување на тековните проблеми. По било која реакција на граѓани, дали ќе се што се однесува што ја презентират преку медиуми или преку телефони што не се јавуваат, значи гледаме во најбрз можен рок да интервенираме по истите, да пристапиме и да ги решиме. Сакам од овде да најавам дека ние ќе воведеме посебна телефонска линија, која телефонска линија ќе биде исклучиво за да можат граѓаните да се јавуваат тековно, секојдневно, да ги пријавуваат нивните проблеми, за да можеме да пристапиме кон секој. И што имат проблем со водовод и што имат проблем и со комунална хигиена, значи и во двете сфери, за да можеме да ги сервисираме навремено. Ќе се работи и на навремено отстранување и чистење на сметот, додава Киров. Во најскоро време ќе пуштиме и до населените места возила, камиони или трактори, за да почнеме со отстранување на сметот од истите, за да не се стварат регионални депонии, па да одиме и да ги чистиме самите депонии, туку навремено да го собираме сметот од самите домакинства и да го изнесуваме на градската депонија. Околу воведувањето на телефонската линија за пријавување дефекти или други комунални проблеми, како и околу воведувањето на возилото за смет, Киров рече дека граѓаните преку медиумите ќе бидат благовремено известени, со цел да се подобрат состојбите и условите во градот во кој живееме.